Благодарам за поканата. Секоја чест што се покриваат темите и што таа сензибилизираност на јавноста која што веќе постои на ваков начин се зголемува. Јас ви одговорив и на прашањата кога се подготвувавме за панелот. Првата причина зашто се бавам со темата, пред се со информирање на јавноста и борба со дезинформирањето е лична, но лично професионална. Јас сум советник на премиерот за односи со јавност и во исто време го водам секторот за односи со јавност на владата, значи имам професионална должност пред граѓаните да действувам во насока на информирање на јавноста, известување за сите активности на владата, водење политики на активна транспарентност, концепт на отворена влада кој што го воведовме кога дојде оваа влада на функција. Тука знаете дека испоред истражувањата кај што метаморфози се вклучени за минатата година од влада која што беше последна во регионот по транспарентност, станавме влада која што е прва во регионот во транспарентност. Некои дури ни велат дека е политичко самоубиство да се биде толку транспарентен. Тука може да се дебатира. Така да тоа е првиот мотив и е професионален и е одговорност кон граѓаните, она за што сум платен од буџетот. Вториот е личен, го спомнавте и вие, и е помалку важен во случајов. Да, како граѓански активист, порано како дел од граѓанскиот сектор, сум бил и жртва на етикетирање, на предмет на ширење на лажни вести, кои што подоцна станувале дезинформации, од различен тип, од тоа дека сме биле професионални рушачи на влади, па се до тоа дека сме биле тренирани во не знам какви тренинг кампови за рушење влади, па дури дека сме биле плаќани за да го правиме тоа. Сме се бореле во време на претходната влада со тие појави, меѓутоа тоа е помалку важно за денешна дискусија. Најважно е она што и Катерина и Горан го отворија како дискусија, што можеме сите ние заедно да направиме во справувањето со негативните феномени кои што постојат во медиумскиот етер, кои што не се само наш домашен проблем, но во Балканов, во регионов и во Северна Македонија се и тоа како штетни за населението, имајќи предвид дека ширењето лажни вести, што по дефиниција значи дезинформирање, влијае на поттикнување на поделби и конфликти, поттикнување на национални чувства, со тоа сеење омраза, а знаеме што значи поттикнување на национални чувства и сеење омрази во регион како што е Балканот. Ние имаме во моментов политики официјални на влади кои што, зборувам за регионот, кои што шират помирувања, соживот, решавање конфликти, соработка. И од друга страна имаме подземни, подрумски политики кои што се спротивставуваат на се ова што нареди претходно. Тоа се политики на дезинформирање, ширење омраза и воведување повторно конфликт во регионот. Јас сум сигурен дека првите политики ќе ја извојуваат оваа битка. Конкретно во делот на медиумска писменост, владата веќе поведе иницијатива за креирање на национална стратегија за медиумска писменост и има првични активности. Имаме стратешко партнерство со МИН, со Македонскиот институт за медиуми, за кои што сметаме дека се наназад низ годините најмногу биле посветени, имаат веќе други развиено курикулуми за вообразование. Ние стоиме на тоа дека медиумската писменост треба да се внесе колку што е можно побрзо во образовниот процес. Има различни модели низ светот како тоа се прави, некаде е еден предмет посебен кој што се вика медиумска писменост, некаде содржината на тој предмет е проткаена низ другите предмети. Во моментот правиме мапирање на се што институциите имаат или прават на темата, а граѓанскиот сектор го прави тоа во својот двор, за да видиме што имаме на располагање во моментот, за да многу скоро ги дефинираме целите, што сакаме да постигнеме на кратки рокови и на средни рокови и да што побрзо ја внесеме медиумската писменост во образованието. Волја има, започнат е процесот, јас сум уверен дека многу скоро ќе биде изнајден моделот и тоа ќе се случи. Медиумската писменост ќе стане дел од образовниот процес. Се разбира, тоа ќе влијае врз идните генерации свесни и критични граѓани. Тој процес на медиумска писменост нема преку ноќ да ги промени работите. Јас мислам дека тоа е дејство на кое што дава резултати на среден рок, треба да поминат генерации граѓани, млади кои што проштени за образовниот процес, за да излезени од тој образовен процес станат медиумски свесни и критични кон
информациите кои што им се пласираат. На кратки рокови владата ја поддржува директно и сериозно иницијативата на Советот за етика за саморегулација. Ние саморегулацијата ја ставивме и во нашиот акцијски план за справување со дезинформации, наведувајќи експлицитно дека поддржуваме иницијативата, апелираме, мотивираме, поддржуваме што побрзо. Одлично е што слушам дека за 10 дена ќе излезе тој регистар. Ние ќе го земеме тој регистар и ќе го третираме како веродостоен и кредибилен. И за нас, медиуми, во делот на дигиталните комуникации, ќе бидат оние кои што Советот согласно кажаните стандарди ќе утврди дека се медиуми. Во делот на традиционалните медиуми постои и закон за медиуми, таму се регулирани со закон, меѓутоа во делот на дигиталните медиуми сметаме дека е најздраво ако преку процес на саморегулација се изоди таа постапка и затоа не само што Стопанската комора ги поддржува и владата ги поддржува. Ќе се надоврзам на прашањето околу предизвиците кои што се пред нас во борбата со дезинформациите, инспириран од поента на Горан, кој што вели дека, јас се согласувам, дека најголем непријател на лагата е вистината. Нашиот клучен предизвик, не нашиот на владата, него на општеството е како да обезбедиме канали, услови, вистината да се расшири повеќе, отколку што во моментот се шири лагата. Тука е клучниот предизвик. Ако имаме особено предвид дека сега ќе направам малце на ниво на дефиниции разграничување меѓу лажна вест и дезинформација. Лажна вест е одредена лажна информација која што излегува од едно место, од еден извор. И таа може и да не направи голема штета ако остане на намерна или ненамерна лага која што подоцна може би демантирана. Штетата настанува колку таа вест лажна се зема и тенденциозно, намерно, со сериозни ресурси се шири низ интернет просторот. Значи, има тенденција, има намера, има цел да предизвика одредена појава. Некогаш да влијае врз избори, некогаш да влијае врз референдум, некогаш да создаде паника кај населението, некогаш да поттикне омраза, токму така. И сега ние, ако сакаме да ја шириме вистината, фактите да ги шириме, со ист интензитет со кој што се шират лагите, тоа значи дека треба да создадеме центри за ширење на вистини. Звучи премногу опасно и затоа јас бил многу внимателен со создавањето центри за дистрибуирање на вистини, бидејќи знаеме дека некогаш може да биде тенка границата меѓу лагата и вистината, особено кога не се факти во прашање. Кога е оставено на толкување и на објаснување на начин на презентација. И ова излагање ќе биде во насока на заокружување на дискусијата. Ние неколку пати спомнавме дека и земјава и регионал се плодна почва за дезинформирање на населението, меѓутоа оваа дискусија и другите дискусии кои што периодот се водат во општествениот етер, мене ми кажуваат дека има плодна почва и за отпор кон дезинформирањето и отпорот го гледам на 3 нивоа. Број 1, отворената влада. Ако успеавме да обезбедиме институции кои што не се доведени до совршенство, се разбира, не сите особено во транспарентноста, меѓутоа имаме институции кои што се активно транспарентни, кои што објавуваат податочни сетови, одговараат на прашање на медиумите, имаат намера да се отварат уште повеќе. Мислам дека тука тоа е дел од плодната почва за спротивставување, имајќи предвид дека тоа овозможува услови за презентација на факти. Број 2, имаме услови за слобода на медиуми и за раст на сомнежот и критиката. Како што кон владата, институциите постојат оправдано, тоа е здраво за општеството, сомнеж и критика, ние треба тој наплив на сомнежот, на постојањето на сомнежот и критиката во општеството, да сите заедно да го насочиме и кон изворите кои што продуцираат лажни вести. Во едно општество е здраво да има сомнеж, здраво е да се сомневаме во секоја информација, критички да ја гледаме, критички да ја согледуваме и сами да носиме суд дали таа е точна, вистинита, логична или нелогична. Тоа ме води кон точка број 3, а тоа е дефакторизацијата, односно разобличувањето на лагата. При што морам да напоменам дека мора многу да се внимава во кои случаи, со каков обем, со какви ресурси се разобличуваат изворите на лажни вести. Ако ние се претвориме во демантирачи на се што излегува како лага
во текот на еден ден, тоа значи дека институциите, владата и секој кој што е засегнат од одредена лажна вест, ќе се претвори во демант машина. Тоа е трошење ресурси, но оние ресурси кои што би требало да ја шират вестината. Од тука апелирам на внимателност во демантирањето, колку ќе се загази во реактивна комуникација, може би е поздраво ресурси да се насочат во дефакторизирање на изворите, па да јавноста биде сама свесна дали одредена информација е лажна или не, отколку во дневно, секојдневно, реактивно комуницирање и демантирање на се што излегува од тие хабови за лажни вести.